убава енергија, нема да должам многу, ќе ја поканам нашата прва гостинка за вечерва, а тоа е најхаризматичната дама според мене, што има најпрекрасна насмевка и ова вистински го мислам и искрено го кажувам. Марија Микич во Стар Шоу. Ето чешće да доđem sa ovako lepom najavom. Па секогаш си ни добре дојдена. Знаеш дека вистински го мислам. Повели, каде сакаш да си седнаш? Дамите имаат можност да бираат? Treba sam da kažem tamo gde je vino, a pošto je vino svuda, ja mogu gde god. Марија, ти кажав уште пред да почнеме со емисијата, светиш, девојко. Вистински ти кажувам, светиш. Не само заби, не само насмевка, целата светиш. Pa hvala ti. Mislim, До новогодишното време, празниците се, што е работата? ne, tad ja najmanje svetlim, veruj mi, pošto ne znam gde se nalazim. Ali, pa dobro, verovatno i do raspoloženja, mira, svega, otko znam. Јас мислам Hvala дека ti, ти се ja ne znam da primam komplimente. треба да научиш за тоа што почесто ќе ги примаш, јас верувам во тоа. А јас верувам и дека ти е пријатно тука и затоа така можеби убаво се чувствуваш. Ništa da nisam razumela. Мислам дека ти е. Мислам дека ти е. Počeli smo sa prevođenjem. Може. Мислам дека ти е пријатно овде со A нас. jeste uvek. И затоа. Uvek i kad si me pozvala, kada su mi javili da si me pozvala, rekla sam samo da stignemo kad je emisija, šta je, imamo puno stvari, ali dolazim. Кажи ми, ги сакаш ли овие новогодишните празници, ова што е поврзано околу Нова година, пред Нова година, после Божик, Бадник? Hoćeš da budem iskrena? Да. Ne. Не. Pa ne, zato što ja ne volim ništa što se mora, ne volim guže, ne volim Beograd postane jedan centar onako, bukvalno ako ti padne na pamet negde da kreneš, ne kreći, sedi u kući, sve će da ti presedne. Jedino kao eto, mada ja sam zaista puno sa svojom porodicom svakako, ali ta neka lepa енергија, to се... Некако малечка, кога беше дете, не знаеше за сите работи што може да следуваат. Како дете, што посакуваше? Тувам дека ќе ти донесам куќа за барбеке, кога ќе ни дојдеш, тоа ќе биде подарок. Нема места, нема За где да ставам. џурџа? Не може. Не може? Добро. Ти секогаш си позитивна, секогаш си насмеана. Што и да ти се случува во животот, без разлика, никогаш не покажуваш таа твоја, не знам, слаба страна, верувам дека имаш, секој од нас ја има. Никогаш ке тебе не може дури ни лутина да се примети. Се лутиш ли за нешто? Каква си кога ке си нервозна? Умем puno da se naljutim, ali ja sam tako, ja sam rak u horoskopu i mene onako, ja trpim ljude do kraja. Da sve nađem opravdanje, svima se opraštam, ali kad kod mene, kad ja prekinem, to je to. Takva sam s prijateljima, takva sam generalno u životu. Tako da, eto, to je ta neka moja osobina, možda dobra, možda loša, ali što se mene tiče dobra. Сега ќе ти кажам дека сите мои другарки, кои што ми се многу блиски, се рак во хороскоп. Сега гледам зошто ни оди и тече разговорот. Но, покрај Марија, вечерва имаме уште еден прекрасен гостин, кој што има исто така една харизматична, една магична енергија која што ги привлекува особено, ја привлекува особено публиката која што доаѓа на неговите настапи. Бојан Стојанов или на сите познат како Бока Конга. Ајде да наплус. Ќе ги изведиш на очарите? А, добре, значи сега одиме транспарентно. Kad sam ga vidjela u studiju, ja moram da pravim ovaj način. Ама ќе ти ги даде. Бока, почнавме некако новогодишно. Кажи ми, ти ги сакаш ли овие новогодишни празници пред, после Нова година? Китиш ли Елка Марија, каже? Па добро. Сега генерално, ако јас би требало да... Ти беше тебе желба, кажи ми, предходната година да бидете пребукирани ова следна година сега што доаѓа, затоа што некада слушнав дека веќе почнавте 2020. Така, кажа и Марија, причај ми о томе, или зборувај ми за тоа на наши, ке зборуваме за тоа, само имам уште едно прашање, да отпееме на песна за да ни тргне емисијата, па потоа ќе влеземе и во другите работи, во се оно што треба да го кажеме. Јас сакам да ти кажам, те познавам многу долго време и некако си ми сменет во последните... Не знам како еве сам ти протолкувај си сега. Порано беше помирен, потивок, посталожен. Сега некако газиш, бре, да си го земеш тоа што си го заслужуваш и не те интересира ништо. Многу е добро тоа што си остана достојна на себе и на она што го имаш изјавено уште кога сме снимале прв пат, не се сеќавам тоа кога било, кажа дека
твојот правец на музиката е тој што ти сакаш да го одиш, сакаш да имаш културна музика која што ќе биде добар пример за твоите деца пред се и не отстапуваш од тоа. Туку продолжуваш да правиш само тоа што е вистински квалитетно и добро. Види, квалитет е sad za svakog drugačiji. Nekome se sviđa jedno, nekome se sviđa drugo. Нешто што останува. Šta? Може една цела емисија со овим моим. Може, јас ќе ги соберам сите материјали од сите емисии каде што си била. Буквално треба да споиш моje блентове фаце док ти причаш на македонском брзо. Ја разумем македонски, сам многу у Македонiji и веќе се ја ту уклопила се, али ви кrenete да причате брзо, то нема шанси. Ја овако само могу да гледам и тоа е тоа. Ако некогаш зборувам брзо, само направи ми slow down. Не, знаеш како, само настоим да и за 20 година kad budem pevala neku pesmu, isto podignute glave stojim na bini kao i sad. Znači, zato razmislim duplo, zato biram ono što je mom srcu milo i mojoj duši, nešto što se meni peva, zato će na albumu da bude, kad mi rekli, joj, imaš narodnjake, rekao imam. Ja to volim i imam. Imam i balade, ima i nekih bržih, ima svašta, tako da to sam ja. Ајде да почнеме со една од твоите понови песни, Шта е живот? Ајде. Ајде да видиме, Виктор, дали ќе се придружиш заедно со нас тука да видиме како од почеток на емисијата заедно со нас. Кажете ми, знаете ли да се напиете така некогаш малку повеќе од тоа што треба? To znalo se pre. Kako ne? Šta se smeješ? Ti se nikad nisi napio. Baš tako. Зашто јас мислам заради одговорноста што ја чувствуваш, затоа што Moguće, to je sve psiha. Tako da ja bih volila da nekad te kočnice popuste malo, ali verovatno će vremenom. Бока ти? Исто, ја би ја слушала на цикл. А пример, некогаш ете порано. Ај сетете да се на некоја ситуација кога сте биле млади луѓе, сите сме имале, сите сме излегувале, сите сме пиеле, сите сме правеле глупости. Реално. Зошто Ана Николич како може да пие? Добро, кој може? Па не пиеле Поможе, да. Пијуцка, да, се извинувам. Марија, ти ќе ми споделиш некоја таква интересна ситуација од порано? Дај, кажи, сигурно имаш некоја. некоја. Bila, evo, leto sam imala situaciju. Ова лето? Da, ovo leto je bila situacija kada je Zdravko Čolić pevao u Porto Novom ili Porto Montene, ne znam sad. Dobro. To je već onako trajala noć, već 5-6 sati. Ja sam onako dala sebi malo oduška, to je bilo onako baš lepo jedno veče. Da moji prijatelji su jednom trenutku primijetili da mene nema, a ja sam bila ispred bine i pokazivala Čoli da li možda otpeva neku pesmu. Pa dobro, zašto da ne? Tako da malo me je sramotica iskreno bila kao Čoli, dođeš da pridaš. Ti je ispunili želbata? Ne, već je bio kraj, razumem ga potpuno, a i mislim, tako da nije mi ispunio želju. To je još veći blam, ali nema veze. Ne, uopšte blam. Ja sam imala želju, ja sam želela to tako, ali... Ti si napravila to što srce ti sakala. Nikad u životu ne bi uradila, ali eto vidiš. Jedna od situacija. Ќе отидеме повторно на концерт на Здравко Чолич сите заедно, ќе ја нарачаме песната, има да ја пее, па што сака дека биде, ќе следиме до крај. Да, може. Имам тука едно прашање затоа што веќе го споменавме виното. Колку треба да ви се прелие чашата? Колку допуштате на луѓето, пример, да прават некои недозволени работи или некои работи кои што можеби вас ве повредуваат и кога знаете да кажете, окей, доста е толку, готово. Sad se to već malo promenilo, ali u zavisnosti koliko koga volim, toliko dozvoljavam. Ali sam postavila neke granice i uspjela sam u tome, tako da sada više to nije tako, ali i dalje mislim da više dopuštam od drugih ljudi. Nažalost. Popuštaš samo na луѓето кои што ги сакаш? Pa da, više nego drugim ljudima. Аха. Da. Значи, кога веќе не ги сакаш, ајде. Ne, odmah postavim granice. Да. Добре. Бока ти? Порано многу попуштав на многу работи, а сега толку си имам научено да ставам многу. Ако има простор да треба некаде да се попушти, окей, ако нема простор, ако нема почит, ете, тоа е прво и едноставно. Ако нема потреба да се комуницира, многу едноставно. Мислам, според мене е тоа така, не знам дали е тоа точно, дали е тоа правилно. Ете, можеби затоа нисам се још удала или омажила. Како и да. Супер. Али добро, шоуто добро оди, како и да. Марија, ти од претходниот пат, кога беше кај нас во емисија, не е поминато реално многу време. Толку работи си имаат случајно кај тебе, ама многу и тоа големи, огромни работи.
не пееше долг период и многу ми е мило што денес те гледам тука заедно со нас, што конечно повторно си на сцена, повторно настапуваш, гласот повторно ти е во најдобра форма. Тоа не знам колку нашата публика, македонската публика го знае, но помина низ неколку последователни операции, низ кои што излезе како вистински херој, дури ми се нежија рацете сега додека го зборам ова. Кажи ми пример тогаш првиот глас кога требаше да го пуштиш, да запееш, какво чувство имаше во тебе? Страф имаше ли, чувствуваше ли? Мислиш, кад певам, дали се плаши? Не, првиот пат после